Ние продолжуваме со нашиот втор гостин во студиото, кој што веќе ни пристигна. Станува збору за Илица Стојановска, специјалист по физиотерапевт. А ќе говорите можеби за една актуелна тема, шок-вейв терапија. Не знам колку се нашите гледачи запознаени, или решение за болните калцификати, што тоа значи и како се третира. Ќе објасните секако вие. Илица, многу ви благодарам што сте дел од студиото и од утринската на телевизија Алфа. Како сте ова утро и со што можеме да ве послужиме? Добро утро, ви благодарам на поканата. Чест и задоволство што ми е што сум дел од вашата програма. Веќе си тука како дома. Ви благодарам. Така и се чувствувам. Драго ми е. Денеска ќе зборуваме за една од моите омилени теми, калцификати и примена на шок-вейв терапијата. Така. Калцификати можеби не е толку позната меѓу народот. Дали тоа исто што се и шилци, тоа сум го слушала меѓу барем повозрасните. Не, има разлика. Калцификати се наслаги на калциумови соли, кои што се создаваат во меките ткива и тетивите. Најчесто се изразени во рамото, особено ротаторната манжетна, лактот, колкот, коленото, стапалото, како и ахиловата тетива. Додека пак шилците се коскени израстоци, кои што ги среќаваме кај зглобовите. Така. Калцификатите се јавуваат и кај помлади и кај постари, или? Да, тука нема правила, значи се јавуваат и кај помлади и кај постари. Така. Сега, како пациентот да препознае која болка е што? Исто боли или различно? Болката, најчесто, кога се има калцификат, болката ни е најголем иницијатор. Меѓутоа, болката не ни е секогаш дека има тука нели калцификат, таа е изразена со ограничени движења, нарушена функција нели на засегнатата регија. Секогаш за точен клинички преглед, најдобро е да се направи ултразвучен преглед и рентген диагностика. Рентген или магнет? Не, рентген или ехопреглед. Ехопреглед, да. Ехопреглед е за коскената структура, а додека ехо или ултразвучен преглед е за да се види мекоткивната состојба. Така, сега што значи шок-вейв? Шок-вейв терапијата користи механички бранови кои што се пренесуваат од апликаторот до самото ткиво. Примената на шок-вейв терапија допринесува до фрагментација на калцифираните наслуги и до нивно ремоделирање, каде што доаѓа до постепено намалување на болката, како и постепено враќање на функцијата на засегнатата регија. Така, тука гледаме како изгледа калцификат на рамо. Така. Тука ова е наша снимка од наш пациент, каде што се гледа каде што има калцификат во рамо. По направените терапии се гледа дека веќе калцификатот го нема. Добро. Дали секој калцификат треба да се лекува? Не, ако калцификатот не предизвикува болка, нема воспалителен процес, тогаш и не треба соодветен физикален метод. Многу е важно да се знае дека ние не тргнуваме од снимката, туку од самиот пациент и неговата симптоматика. Дали ако подолго време се игнорира болката, има пациенти што може да трпат болка и пациенти кои што на најмала болка реагираат. Ако долго време се игнорира болката, правиме дополнителен проблем? Да, таа веќе преминува во хронична болка, каде што самиот калцификат веќе и за нас е потешко да се работи и да се регенерира. Затоа е многу важно да се превземат на време мерки за да не дојде до хронична болка. Сега има радијален и фокусиран шок-вейв. Да, има разлика? Тоа е многу интересно прашање и важно е да се знае дека има голема разлика од радијален и фокусиран шок-вейв. Радијалниот шок-вейв користи бранови од апликаторот до ткивото по радијален пат, што значи дека тоа повеќе се работи за површински мекоткивни состојби, додека фокусираниот шок-вейв користи акустични механички бранови
бранови кои што се сконцентрираат нели на подлабоки мекоткивни состојби. Зашто се користи овој фокусиран? Фокусираните значи за подлабоки. Значи делува подлабоко во самата регија, додека радијалниот е повеќе површински, со други зборови. Така, сега ме интересира колку третмани треба да се направат со овој апарат за да се делува на болката, да исчезне, дали за секогаш исчезнува и дали повторно може да се јават? Тоа е индивидуално. Бројот на терапија исто индивидуален, се зависи од големината на калцификатот, длабочината, колку е хронична самата состојба. Ние конкретно користиме 5 третмани, меѓутоа колку навистина се потребни, нели ќе знаеме по направените 5 терапии, нели доколку пациентот се уште чувствува болка, значи ќе направиме уште една или две дополнително. Разлика од една до друга терапија е од 4 до 7 дена, не се применува секојдневно за нели да има ефект самата терапија. Што се однесува до тоа дали калцификатот или болката може повторно да се појави, тоа не можеме да го знаеме. Значи се зависи од самиот пациент, колку оптоварува, каква е неговата работа, затоа што калцификатот најчесто се јавува од дегенеративни промени, повторувачко оптоварување или нарушување на процесите на регенерација. Или ненавремено лечење на бенигната болка, па потоа станала хронична. Така, станува хронична состојба. Така, дали се болни овие третмани? И да, и не. Што значи тоа? Значи, за време на аплицирањето, пациентот да, чувствува некоја непријатност, меѓутоа има интензитет каде што ние сето тоа нели го регулираме, треба да чувствува некоја непријатност, меѓутоа не значи дека ако го зголемиме интензитетот и чувствува поголема болка, дека ефектот од самата терапија ќе е поголем. Значи не, треба да чувствува непријатност до степен на не на издржливост, па не би рекла издржливост, тоа е веќе силна болка. Значи треба да осеќа некаква непријатност и не значи дека ефектот ќе е поголем ако степенот на издржливост или степенот на болка е поголем. Колку се трпеливи во процесот пациентите за првите резултати од истиот? Па различно. Значи имаме пациенти каде што после првата терапија нели веднаш дава ефект. Значи имаме пациенти каде што со поголеми калцификати и веднаш дава ефект. Значи индивидуално е од индивидуално, меѓутоа моето искуство покажува дека помалите калцификати некогаш знаат да направат поголем проблем, затоа што треба време нели додека да се стигне до нив. Така, каде се наоѓа центарот Ива Беланова? Во Ново Лисиче, веднаш позади Лиса, позади ПСС, што е за технички преглед на возила. Така, значи во рамки на општина Аеродром. Да. Може да ве најдат сигурно и на социјалните мрежи. Да, на нашата Facebook или Instagram страна. Сега, ова е многу интересна нели тема, калцификати, шоквейв терапија, но сигурно имате и други апаратури и делувате и на други состојби. Што најчесто се жалат? Ние работиме со најсовремени физикални методи, меѓу кои е шоквейв терапијата. Секогаш е многу важно нели пациентот кога ќе дојде да се направи точна проценка, точен клинички наоз, за да се одреди соодветна физикална метода. Како што кажав, меѓу кои е шоквейв терапијата. Јас го сакам фокусираниот шоквейв, затоа што засега дал многу поголеми резултати за разлика од радијалниот шоквейв терапија. Што се однесува до другите физикални методи, значи најчесто доаѓаат пациенти за спондилоза, каде што нели претходно исто дискутиравме на таа тема, дискус хернија, без разлика дали е нели цервикална или лумбална, и многу други. Така, најчесто болки во кичмата. Во кичмата, вратната, лумбалната кичма, вратната спондилоза, гонартрозата, исто така доаѓаат и со многу спортски повреди, постоперативна рехабилитација. Има ли возрастна категорија која што ете можеби е најчеста како пациенти кај вас? Па ако порано за мене физикалната терапија значила повозрастна група, денеска не би го рекла истото. Се повеќе подигната свеста и младите кои што имаат проблеми. Имаме се помлади пациенти, значи современиот начин на живот, седечката работа не доведува до сите тие нели дава данокот. Да, си го зема данокот рано или касно. Така, мислам дека опфативме она што требаше да го кажеме за калцификати, да ги упатиме нашите гледачи кои што имаат болка. Мислам дека секој втор денес од 50 години па нагоре има некаква болка во нешто.
така да ме побараат. Да. Верувам дека ќе имате добра конекција и дека ќе им помогнете на многу наши гледачи кои што денес не следеа. А јас ќе ви се заблагодарам, Илица, што бевте дел од утринската и што ги пренесовме сите овие препораки, можеби за оваа терапија и помогнавме, односно упативме оному каде што можеби е најпотребно. Ќе ви посакам успех во вашата работа и ве чекаме повторно во студиото на Благодарам и вам. Само мој совет до гледачите, морам да кажам, на време да преземат мерки, да не се лекуваат преку интернет, особено не со ChatGPT. Ете така, одлично. Да, совети и препораки од физиотерапевта Илица Стојановска за новата метода, односно решение за болните калцификати. Упатуваме токму одовде од студиото на телевизија Алфа.